Во петок истекува рокот до кога председателот на државата Ѓорѓе Иванов треба да донесе одлука за доделувањето на мандатот за состав на влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Се уште нема детални информации од кабинетот на Иванов и од Социјалдемократскиот сојуз за тоа докаде е усогласувањето на текстот за гаранциите за унитарноста на државата, кој председателот ги побара претходно. Неофицијално председателот Иванов кон крајот на оваа работна недела треба службено да отпатува во странство, што значи дека рокот за доделување на мандатот се намалува за ден-два. Од кабинетот на председателот нема потврда ниту дали се усогласува текстот за гаранциите со СДСМ како што тврдат од оваа партија. СДСМ и денеска преку соопштение истакнуваат дека се во фаза на усогласување на гаранциите за унитарноста со кабинетот на Иванов. Повикуваат Иванов да го даде мандатот и порачуваат дека парламентарното мнозинство ќе состави нова влада, затоа што тоа е избор на волја на мнозинството граѓани. Македонија мора да оди напред и парламентарното мнозинство ги презема сите потребни чекори за тоа. Реафирмацијата на програмата на новата влада на унитарна Македонија, која ќе работи според уставот во интерес на евроатлантските перспективи, ги разбива сите неразумни аргументи околу мандатот, што Ѓорѓе Иванов е неопходно брзо да го даде. Новиот собраниски спикер Талат Џафери на брифингот за новинарите минатата недела рече дека ќе почека до 19 мај Иванов да го додели мандатот, а доколку тоа не се случи, ако му биде доставена програма и состав на новата влада од парламентарното мнозинство, тој ќе свика седница за неизин избор. Последниот став на председателот пак неговиот кабинет го соопшти откако Џафери минатата недела писмено го извести Иванов дека има формирано ново парламентарно мнозинство. Од кабинетот на шефот на државата преку соопштение се изјаснија дека Иванов очекува Заев да му ги даде ветените гаранции дека работата на идната влада нема да го загрози унитарниот карактер на државата, а председателот ќе постапи согласно уставот и досега воспоставената практика. Го потврдија непроменетиот став на Иванов дека така наречената платформа од Тирана, ниту било кој друг документ, акт или дејствие спротивни на уставот не може да биде услов или основа за формирање и дејствување на влада во земјава.